За 8 месеци од почетокот на годинава, досега реализирани се 40,2% од планираните капитални расходи. Ова го покажува фискалниот бројач поставен на официјалната страница на Министерството за финансии. Според него, од јануари до септември, 195 милиони државни евра завршиле за изградба на патишта, училишта, водоводи, канализации и реновирања. Бројките за реализација на капиталните расходи сега се подобри од минатата година. Треба да се земат предвид и предстојните избори, како и четвртиот ковид бран, кои негативно ќе влијаат на реализацијата. Смета министерот за финансии Фатмир Бесими. Од финансии сепак се оптимисти дека реализацијата ќе се зголеми дополнително, што се предвидува и со ребалансот на буџетот, со кој капиталните расходи од 391 се зголемуваат на 484,6 милиони евра или за 93,6 милиони евра повеќе. Во оваа сума е планирано околу 50 милиони евра да завршат како донации на општините, наменети исклучиво за капитални проекти, нешто што неодамна во Штип го најави министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Тоа ќе биде по принципот на два системи, од кои што едниот ќе се финансираат подобрите општини, оние кои што си ги собираат изворните подобри приходи од општините и знаат добро да го планираат сопствениот буџет, а втората група на општини се оние кои што ќе добиваат повеќе финансиски средства како во групата на недоволно развиени, со цел да ги стигнат овие кои што се навистина развиени општини, со цел да се направи балансираност помеѓу сите општини во држава. Инаку, реализацијата на капиталните расходи во Министерството се движи околу 25 до 30%. Исклучок е Министерството за земјоделство, каде за 6 месеци се потрошени дури 75% од планираниот износ. Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој пак има онолку капитални расходи колку што се предвидени, односно за 6 месеци направила реализација од 60%.